Речиси 200.000 евра присилно и наплати државата на Мода од Свети Николе и ја внесе во зона на привремено негативно работење. Генезата на проблемот започнува во февруари и март 2021 година, кога оваа текстилна компанија добила помош од државата на сума од околу 200.000 евра. Но 2 години подоцна Мода од Свети Николе е принудена не само да ја врати целата помош од 108.000 евра што ја добила за март, туку и да плати казнена камата од 23.000 евра. Па не, ние веќе исплативме, ние не можеме без разлика да што не се слагаме с целата сума и исплативме на УЈП колку што беше решението, а после тоа си поднесове тужба да бараме да се вратат тие пари. Ова е главната причина што Светиниколската компанија во првите 9 месеци од годината влегла во зоната на загубата, односно имала негативен финансиски резултат од 217.000 евра, наспроти добивката од 40.000 евра која била остварена во истиот период лани. Каде и дали Мода Свети Николе воопшто погрешила? Проблемот со институциите кои се ставаат над законите. Значи, нашите институции во Македонија, не само ова, и другите, си сами преземат да толкуваат закони и да си ги они како што се толкуваат. Додека не е така, со Уставот, толкување на закони може да прави само законодавна правна комисија при собранието на Република Македонија, никој друг. Значи, институциите не може да бидат над граѓаните и над компаниите и сами да толкуваат. Никој не ги дозволил такво нешто. Мода Свети Николе влегува во редот на успешни текстилни компании и таа досега успешно ги надминува сите предизвици. Како ќе биде овој пат? Па, единствено законско решение е да се иде на управен суд и ние поднесеме тужба до управен суд и сега чекаме да судот да закаже седница на која ќе ги супроставиме нашите аргументи. Во првите 9 месеци од годинава остварила оперативни приходи од работењето за 20% повисоки од истиот период лани, но расходите имале поголем раст или за 34% повисоки од истиот период лани, а во што најмногу учествувале зголемените плати на работниците за 30%.